Добар ден и добре дојдовте во вториот дел од дебатата која се однесува за политичката неутралност и користа во македонското општество по неа. Ова е дебата што ја отворивме минатата среда, таа се разгори и продолжи да се развива на социјалните медиуми и еве денеска е вториот дел кој што го продолжуваме од нашето студио и со нашите први гости во оваа сезона на Зебра. Во одбрана на политичката неутралност е Жанета Трајковска, директорка на Високата школа за новинарство и односи со јавност, инаку Жанета интелектуалка која со години без страв слободно го изразува својот став, без при тоа да ја нарушиш неутралноста и позицијата на неутралното гледање на работите. Задоволство ни е што си наша гостинка. Добри дојде во Зебра. Благодарам на поканата. Многу нешта се променија во изминатите 2 децении на македонската политичка сцена. Владееше левицата, десницата, имавме преодни експертски влади, непринципиелни партиски коалиции, но се чини една работа остана непроменета. Тоа е ставот на нашиот денешен гостин, Никола Младенов, буден и бестрашен критизер на власта, без разлика на која идеолошка провиненција припаѓа таа. Тоа е една позиција која што во денешно време носи одреден ризик, меѓутоа се чини дека е единствено прифатлива и доблесна за човек што сака да се нарекува себе си независен интелектуалец и новинар. Никола, ти благодарам што ја прифати поканата на Зебра да бидеш на страната која што ги брани гласните интелектуалци. Благодарам што ќе браниме, ќе видиме ние се тоа што е гласно. Претенциозен ми е само избор интелектуалец, доволно е новина. Благодарам. Пред да влеземе значи во дебатата и во дискусијата што ја планиравме за денеска, само да ве потсетам дека се разбира дека Зебра останува отворена и дека можете да коментирате на нашиот Facebook профил, значи тој се вика исто така Зебра, или на нашиот Twitter профил кој што е Зебра МК и хаштагот за оваа емисија останува непроменет како и од средата, значи тараба Зебра МК или тараба неутралност. Жанета, дали очекувањата дека интелектуалците од Македонија треба да заземаат став по секој политичко прашање и во секој политички момент ти се чини дека е малку предимензионирано и овие повици кои што беа насочени на адреса и на интелектуалците да не го користиме тој избор, но за луѓето кои што се одлучиле дека ќе бидат политички неутрални? Па мислам дека малце прашањето тотално се измести од основата, затоа што не значи во животот дека имаш само две страни или дека една приказна има само две страни од на кои што можеш да дебатираш или да застанеш. Впрочем и самото да речам немање став по одредени прашања не значи дека сте неутрални, но од друга страна пак и небирањето страна помеѓу црното и белото или помеѓу овие две опции не значи дека немате став по повод овие политички да речам и општествени случувања во минатите неколку месеци или пак неколку години. Можеби тоа значи дека ни едниот ни другиот не се доволно добар за да јас ја одберам страната. Впрочем, јас сметам дека на ова место каде што сум сега и тоа што го работиме, предпоставува да имаме една слобода на изразување и не значи дека се со едниот 100% или со другиот 100% треба да се согласиш. Ние немаме, ако зборуваме за политика, ние немаме дупли двопартиски политички систем, туку имаме плурализам. Формално. Никола, која е штетата за едно општество доколку неговите случувања, пред се оние негативните аномалиите, се наблюдуваат од позиција на она топло катче на интелектуалната или општествена неутралност? Има ли опасности од замолчана интелектуална јавност? Во основа се согласам со Жанета. Работите се во Македонија се поедноставуваат до една дури примитивна граница некоја, дека е се црно или бело, дека мора да си вамо или тамо, мора да си наш или нивен, овде можеш да бидеш се освен свој, мора да бидеш у некој јато, у трло. Во основа мислечките луѓе се луѓе кои што се сомничави кон се. Сомнежот е она што ги нарекува мислечки во основа. Кон реалноста. Ти имаат своја представа за светот, ти го анализираат на свој начин. Се разбира дека секој од нас брани одреден став по одредено прашање. Она што мене ми пречи е нетолеранцијата која се развива во Македонија и која кулминира овие години, месеци можеби, каде што веќе практично ако каеш нешто различно, ти си веднаш прогласен, не знам, за предавник, за нема веќе политички противници, непријатели, односно
политичките противници од непријатели веќе еволуира во душмани. До таму се гледа целата таа работа. И во принцип сега во стварност имаме ситуација кај што луѓето мора да се изјаснат практично за партија, за одреден партиски став. Дали си за едната партија, односно за власта, или си за опозицијата. И по тоа сега има едно распукување меѓусебно на главите. Вие сте вакви, вие сте онакви, вие сте, не знам, режимски, вие не сте воопшто ни мистечки луѓе. Интелектуалци ми е претенциозно затоа што не знам кој каже едно време дека во Франција 60-тите вика на праците на една рака можеме да ги изброиме луѓето што се интелектуалци. Меѓутоа тоа е некоја друга построга дефиниција за тоа што е тоа. Значи, во основа луѓето треба да кажат своето мислење. Меѓутоа тоа мислење мора да на другата страна да најде на разбирање, да се чуеме прво што зборуваме и себе. Мислам дека се создава една толкава врева, можеби и намерно, за да не се чуе суштината на она што луѓето го кажуваат. И овде, залепи етикета, вака или онака и не знам што. Во зависност од тоа дали во моментот ти одговара во одредена политичка позиција или не ти одговара. Мене тоа е она што не ми стопа и во принцип. И пречестото менување на ставовите на одредени луѓе. Значи, јас разбирам дека луѓето еволуираат, луѓето имале право на грешка, луѓето осознале одредени факти накнадно. Па со одредено извинување, нели пристојни да се каже тоа и нормални човечки да се сгреши, да се промени одредено мислење. Кај нас тоа станува као, не знам, рутина, као менување чорапи, тоа не е добро. Се разбира, да се вратам најконкретно на прашањето, најлагодна е таа позиција на молк. Да седиш и да наблюдуваш само, да не заземаш страна у наводници. Меѓутоа, по друга страна, кај тие луѓе може да постои страв. Токму од ова. Да не бидат означени за вакви или за онакви, затоа што на дело е одземање практично на индивидуалноста на луѓето. Со самиот факт дека мора да бидат облечени некакви дресови, макар и ги немале цел живот. Дали смитате дека притисоците на политичките партии, особено кон оваа група на луѓе кои што се декларираат како политички неутрални, е токму затоа, значи за да се пренесат партиските борби во редовите на неутралците, можеби токму тоа што велите дека се сменети, луѓето ги менуваат ставовите, можеби се обидуваат и политичките партии да создадат под притисок некакви нови opinion makeri, значи креатори на јавното мислење, преку кои што ќе успеат да наметнат некакви партиски ставови. Мислам дека тука лежи дел од одговорот, заради тоа што сите овие или најголем дел од политичките ликови кои што ги гледаме, можеби лошо ќе звучам, ама се веќе истрошени и довербата ја немаат кај поголем дел од населението. Гледајте ги само бројките колку и да се тие нели сомнителни или да ги гледаме во однос на она што значи излезност или определеност во партија, ние имаме половина од гласачкото тело кој или не сака да каже или не знае за кого ќе гласа или нема да излезе. И сега овие всушност таа бројка треба условно кажано да се нападне и потребни се некои нови фаци, некои нови лица кои што имаат некаква позиција во општеството, не дека се многу паметни и така натака, но и те се дел од општествениот и од јавниот живот. Меѓутоа, од друга страна, пак тоа не значи дека нели некои луѓе седат на страна. Не, луѓето не седат на страна или пак не молчат, но не сакаат да бидат нели ставени во еден или во друг калап. Ние имаме колективна сега во моментов имаме тотален колективитизитет кој што не е дел од она што ние сакаме да го наричаме демократија. Овие повици партиски не сметате дека беа малку преагресивни? Па беа, затоа што ако некој те каже дури погрешка дека си идиот, па нели, и тоа ти предпоставиш дека е грешка и ќе се стиша, нели, ако направиш таков тип на грешка за 2-3 дена, нема да го кажеш, па ќе нели дојде некаде, нема да биде толку голема вест. Напротив, тоа се прошири таа, да речеме, таа позиција и така натака. Јавното повикување ако не сте со нас, се против нас и така натака, сето тоа е еден притисок. Од друга страна пак имате притисок кој што е нели низ законските или пак низ легитимните делови, значи од јавната администрација секогаш во овие 20 години има притисоци од тој што во моментот е на власта. Дали е тој суптилен, мек, силен, несилен и така натака,
го има. Во Скопје можеби не толку многу, но во малите градови тоа е сериозно страшно, само што ние многу се централизираме и мислиме дека Скопје е центарот на светот. Никој не е отишол подалеку од од Чаир или од Радишан или од другата страна до Сарај. Кога ќе поидеме без оглед дали е Струмица или дали е Штип, ќе видиме каков притисок па таму имаат оние луѓе кои што треба да се носечки во нивните мали заедници, нели? Така да нема едноставен одговор во секој случај. Притисокот е тука и е голем и мислам дека Николата убаво го срочи дека ние сите треба да имаме свој сопствен став и не треба да се условно кажано плукаме или да се напаѓаме, туку треба да се разбереме. За жал кај нас дебатата и начинот на водење на дебата е тотално уништен, го нема, треба да почнеме од почеток. Ние да ги е правиме обид. Предпоставам Беличанец дека И па од него нели даде Од таа мислам дека изјава беше некако прилично добро. да Мислам потегна. дека беше прилично изведен од контекста и доволно сам се објасни што и како е. Али па и тоа е еден доволен пример како луѓето сакаат да сватат подредени работи. Авторот сакал да каже една работа тоа ќе се изврти, ќе се испинува и така натаму. Да не Да, но навлегуваме. потоа се надоградија да речеме ете од таа некоја од таа група на луѓе кои што претпоставува и сака да излезат надвор тоа и е да одберат лавината. страна. Тоа е лавината. Нели, значи Грудката истата која ќе тргне. условно кажано, нели, од истиот сегмент на луѓе, тие се надоградија на неговата несреќно кажана изјава, а не на нели јас очекував другите да ја злоупотребат, не, напротив, значи други нели од таа страна, од оние кои што се излезени надвор од институциите на власта се надогради. Јас морам да кажам дека ова сега, нели прво имавме предавници, како беше предавници И патриоти, да. пред Секогаш 6-7 имало, години, секогаш нели? Добро, ама пред 6-7 години тоа беше ставено на врвот на, нели, се беа покажувани. Сега имаме на тие кои што се плашат, страшливци или пак условно кажано идиоти или пак неутрални, тие кои мора да излезат да одберат страна. И тоа воопшто не е добро нити за едните, нити за другите, ама не знам кој ми ги прави комуникацијските стратегии, во секој случај не е многу добро. Дека треба да го викнете, дека не е фер да збориме од Не зборувам ја за него, зборувам генерално како појава. Како Не тенденција, зборувам да. како тенденција, зборувам дека пред 7 години Од- оваа И тоа е владеачка симплифицирано поприлично како се така, во јавност. меѓутоа пред 6-7 години да речем оваа владеачка гарнитура го почна да речем го почна насловувањето кој е предавник, кој е патриот. А не потоа пред 6, тоа пред 4. или пред Од 4, 2008 ајде да практично, кажеме. нели, Да, почна после со- НАТО, Да, после да. Букурешт 2. Да. Нели, и тоа некако се стиша и сега одеднаш имаме ново етикетирање помеѓу неутрални слеш мирни страшливци така натака до оние кои што мора да се определат и да најдат страна. Но тоа нема мене или било кој некој друг кој што не сака во моментов да одбере страна, нит ќе ме натера да одберам страна, нит ќе ме испровоцира да излезам и да одберам нечија страна. Напротив, јас ја имам мојата страна и јас точно знам што сакам. Мислам дека е лошо кога се бира страна. Тоа е главниот проблем. Ние на тоа Ако дојдовме имате за две жал. страни, Така е. на Ама двете страни имаш различни теми. Можете Дайте ли да дискутираме, екзистирате во општеството без да одберете Да страна? разговараме за одредена тема конкретно. И Па тогаш ќе видиме Така кој е. што мисли. Да, Кај нас дали е многу може- лошо ако вие во одреден став постигнете согласност. Сте слични со она што одредена страна, а кај нас тоа најчесто за жал е партија, го мисли, вие одма ја имате таа етикета. Да. Тоа е најлошата работа. Оти вие можете за одредени ставови да имате слични мислења со она што е опозиција, по други да имате со власта. Меѓутоа тој црно-бел Ама за дискус тоа кој се се политичките Полагаме партии виновни. Значи, Ама они апсолутно, тоа го тие го диктираат направија, темпото. тие го диктираат и сега мора да бидеш или црн или бел. Јас сакам некаде во сивото да бидам, нели? Зборувавме Немај сиво, дај етикетите- колорит секој барем. 50 боја. 50 нијанси на Пушки сиво боја, јас пушки споменав. боја. Етикетите се познато средство за политичка манипулација од многу одамна. Сме ги учеле во учебниците за манипулација со политичката мисла. Каде е излезот од оваквата ситуација? Не е ли потребно интелигенцијата, иако вие не ви се допаѓа тој збор, ќе ги наречам мислечките луѓе да Интелигенцијата се е веќе подобро, издигнат, од интелектуалците. да се издигнат над таа ситуација, да ги демистифицираат тие етикети, да не ги одвраќа стравот од етикетирање, да прозборат и дали мора кога ја критикувате власта по дефолт да бидете опозиција? Прво е- Односно да припаѓате партиски на Да, тоа е проблем што веднаш сака да ве стават во одредено Калап. стадо. Ако вие по одредено прашање се согласувате со едни, други или трети, вие сте автоматски сега таму. Значи, сакам да се направи дистинкција.
Ние за оваа чаша со вода можеме да разговараме и да се согласиме, а да сме од различни политички партии, така? Може и тоа чудо да се случи? Некојаш. За десетина години. Не, може би ама- ама да во принцип да, Во принцип, така треба да. да биде. Треба да Да. зборуваме за содржина, а не за форма. А ние Апсолутно. зборуваме Значи, за форма. дајте да зборуваме за конкретни работи. Кај нас, што е проблемот? Прво, нашите партии во основа се као институции кои што по дефиниција го креираат јавниот живот, јавниот дискурс. Од партиите почнува, затоа што одредена партија после е власт. И таа практично го диктира темпот. Партиите во основа се недемократски. И во партиите вие што доживувате денеска? Каже ли некој во рамките на самата партија различно од она што го мисли водството? Ќе биде исклучен. Па добро, може да не биде исклучен, ама ќе биде, не знам, Маргинализиран. анатемизиран, може би маргинализиран, дури и етикетиран, навреден и така натаму. А неодамна имавме и примери на исклучување заради Добро, несогласување. да, као крајна крајна Да. како ќе речеме, казна. мерка црвен картон. Значи, тоа е случај во сите наши партии, во сите овие 22-3 години плурализам за жал. И тоа е по мене главниот проблем. Ние порано си имавме еднопартиски систем и таму тие сега се вика различните, различно мислечките се вика фракции. Па ти тој систем не сакаше фракции и ги елиминираше тие луѓе, па оде какво беше времето, од голиот огни дризово, како ќе му чудни се места. погодело на човекот, така? Значи, може би треба да се размисли лекот, односно излезот сега, и ние да бидеме до толку умислени дека може да го најдеме, ајде да предлагаме барем да размислуваме гласно, излезот може да биде во законското регулирање, односно институционализирање на формата фракција во партиите. Законски тоа се например, закон за политичките партии. Значи во самиот закон партиите се јавна работа. Таму сите имаме право да кажеме што мислиме, били или не биле во партија, во крајна линија, затоа што на крај тие го одлучуваат начинот на нашиот живот у секои 4 години. Да се институционализира формата фракција. Верувате дека лидерите на сегашните партии би се согласиле, би дале дозвола за фракционерство? Искрено? Гледате, се не зборуваме дали ние веруваме во нешто или не веруваме. Па они треба да се Тоа е моето мислење. Оти прашањето беше излез од ситуацијава. Може би треба да се почне од коренот. Коренот по мене се партиите. Ако сме се согласили околу тоа, ајде да видиме како партиите демократски може да функционираат. Оти тие партии во основа се султан партии. Сите до последната во Македонија со мали исклучоци. И таму се создава понизноста кај подчинетите, оние што се околу лидерот, да се трудат секогаш да му угодат, да кажат она што он го мисли, оти тоа е начин да се напредува во партиската хиерархија, после можеби државната, општинската, ако се освои дел од колачот од власта. Значи лекот можеби е тоа. Ама што е Ако со оние... во претседателството, извинете, Извинете. или во централниот комитет, како веќе се викаат формите на организационата структура на партијата, има да речеме, не знам, норма, 10% луѓе, кои што сакаат да формираат фракција. Тие луѓе институционално да имаат право тоа да го побараат, а не да бидат избркани, па да мора и тие да прават нова партија, па да влегуваат у нови белји, у нови расколи, а сите ние да бидеме вџашени што сега одеднаш се случило. Значи, тие се луѓе, да речеме, на десницата, или на левицата, или на центарот, или политички, како сакате крстете ги, тие се во одредена партија, но имаат различно мислење само во однос на партиското водство. Тие луѓе, ако се 10% да речеме, или 15%, зависи, законодавците се поумни, тие ќе смислат колку е доволно, имаат право на фракција. Фракцијата на изборите има право да кандидира во рамките на тој процент луѓе. И се до тоа си тече до бескрај као начин еден да се амортизира меѓусебниот гнев и нетрпеливост. Значи, ќе почне да се учи слушањето на другиот во самата партија. Во самата партија вие нема да смеете некој да дисквалификувате затоа што мислел различно од водството. Ќе оставите да се биде човекот во партијата, ќе има фракција, меѓутоа тие луѓе таа навика на комуницирање едно култивирано, фино, нормално и така натаму, претпоставувам дека после ќе ја пренесат и на општеството. Широката јавност. Се додека кај нас функционира се обратно.
се додека душманлукот почна да се развива во самите партии. И нема фракции, туку има кланови, кои што се грижат да бидат што поблиску на партискиот двор, за да дојдат до одредена функција, да бидат кандидати за пратеник, советник и така натаму и така натаму. Ние ќе го имаме изместен дискурсот и нема да зборуваме за темата, за суштината на проблемите. Тоа е мојот впечаток, ако зборуваме веќе за изразот, чим си зема право да одговорам на прашање што веќе беше поставено, тоа е ваш одговор. Добре, веќе имаме и коментари, ги гледаме ведно интересно, имаше прашање. Си излегол на протестите за Нешковски и Аман, но не и на последните на опозицијата. Неутрален си или не? За сега, за оно што се случуваше за 24. Веројатно се однесува на јас повикот на опозицијата. Јас одбивам да протестира. Случајот со Мартин Нешковски, случајот или пак петицијата на Аман и ова сега што се случува да се стават под едно. Значи, мислам дека за Мартин Нешковски сите излеговме. И сите беа дел, дали еднаш, дали два пати, дали три пати, тоа сите нас не помести. Тоа треба да се бара и се уште да се бара. Сега не зборувам за политички определените тие што ја имаат власта во моментот, нели? Меѓутоа зборувам како активен и свесен граѓанин. Излегоа 5000 луѓе, Жане, тоа е максимум, а инаку на медиумите тоа знаете како беше квалификувано. Бидејќи бев дел од тие протести, будно го следев, тоа дека група наркомани протестираат и така беа етикетирани. Не беше од сите и не беше од се. Исто така се водеше хајка на социјалните медиуми, се бришеа нашите групи каде што се организиравме, така што не беше тоа толку демократска атмосфера во која се разбуди цела јавност. Напротив, тоа беше тотално недемократски изгледа. Не, ама не зборувам дали е демократски или не, зборувам дека тие луѓе кои што тие излегоа затоа што се свесни граѓани, затоа што живеат овде и сакаат да имаат услови во кои што ќе живеат за нивните деца и така натака. И тоа не беше политички протест. Тоа беше граѓанско протест. Тоа беше така, сите беа жашени што се случило и сакаа да кажат дека тоа не е во ред. И дека треба да има разрешница. И дека треба да има разрешница. Аман, јас се уште и верувам, цврсто сум убедена, без оглед што и тие се приклучија последнава недела две, и тоа е нивно право. Значи, јас не можам да кажам дека се во против грешка или не се, нели, како го викаат граѓанскиот парламент. Тоа е нивно право на тие кои што иницијатурите на Аман да се приклучат, но јас сметам дека Аман беше и е граѓанска иницијатива. 12.000 луѓе се потпишале таму, па не е тоа малку. Но не смееме тие две работи да ги исплукаме со тоа што ќе им ставиме дека биле дел заедно со ова сега што се случува. Не, тие се граѓански иницијативи и такви треба да имаме што е можно повеќе. Тоа ни е излезот. Да не влегуваме во калапот на ВМРО или во калапот на СДСМ. Кога се загрозени некои и политички во основа ја не гледам, мислиш пред дека се граѓански не се партиски. Да, во тој смисол, не се партиски, да, точно, извинете. Дури во мојот мозок, дури во мојот мозок политиката е еднакво на партија, нели кога зборувам и јас правам грешки. Тоа е тоа, значи тоа е страшното во нашето општество. И уште пострашно е кога секоја ситница мора да ја ставаме во закон. Кога мора да ставаме во закон дека ти мораш да му дадеш на тој што со тебе гради една иднина, дали е тоа политичка партија или не, можност да размислува поинаку. Затоа што немаме демократска култура. Не, ама сакам да кажам, тие треба да бидат во закон. Така, ама сакам да речам, дека мора тоа да се санкционира. Да го имаме како нешто што сме го стекнале овие 20 години како вредност. Ама кога има закон, секој може да биде изместено, па за не иако и законот може да не се почитува, за жал. Така, сакам да кажам за сите нас, за општеството е малце, нели, тажно. Иако ова за Мартин Нешковски, јас се извинам, е случај кој што апсолутно беше феномен на наша општествена сцена, како што не сме имале ние до сега. Начин како тоа да се испинува, како да се изврти целата работа, да се злоупотреби. Трагедијата на едно младо момче, да се премине преку тоа, власта да успее 2 дена, 3 да го премолчува тоа. Такви закани на семејството, мислам, тоа беше една но беше будење на граѓанската свест. Има вредности поради кои не сме во врска со кои не смееме да молчиме и да се издигнеме и над партиска и на секаква друга припадност кога се загрозени. По повод случувањата 24 декември, претпоставам ги слушнавте албанските интелектуалци како излегоа на пресконференција и се оградија со индигнација, се оградија од ДУИ и ДПА што присуствувале на донесувањето на тој буџет на тој начин, кажувајќи дека тоа нема никаква врска што се случуваше во собрание ни со демократија, ни со буџет. Македонските интелектуалци не ги видовме така да се произнесат. Дали, прашувам, тие интелектуалци и албанските живееа во иста држава тој 24 декември? Зошто не смогнаа доблес да го кажат тоа и да го осудат? Ние реално не живееме во иста држава.
живееме, ама не живееме. Нас медиумската реалност не е сосема поинаква. Кога гледате, кога наблюдувате медиуми на македонски и на албански, агендите, нели, тоа што се како теми и тоа аголот од кој што се обработува една тема е многу различна. Секоја чест на албанските интелектуалци за 24 декември, но каде беа партиите, албанските партии тие неколку дена? Тие стоја на страна и ги немаше. Еве поправиме, дали ги имаше партиите во тие неколку дена и претходно кога се дебатираше за буџетот и така натака. На Руфи Османи, мислам, па таа сега се враќа. Се врати. Сакам да ама сепак, нели, стоја од дистанција и за буџетот кога се дебатираше плюс минус стоја на страна и позиција и опозиција. Добро, затоа интелигенцијата излезе и ги осуди патем обраќајќи се на македонските медиуми. Значи, они се обратија преку македонските медиуми, нагласувајќи дека имаат ограничен медиумски простор во Македонија, и тоа беше врвен интелектуализам, ако ме прашате мене. Тоа е лекција како треба да се постапува кога се загрозени базичните демократски вредности во една држава. Така е, јас се согласувам, но исто така се ќе го задржам, нели, да речам, ќе задржам позицијата да ставам едно но или да го доиспитам, бидејќи кај нас се, значи до таму сме стигнати дека кај нас се што се прави, нели, се бара одредена позадина и така натака. Бидејќи и тоа е многу голема храброст, меѓутоа ние имаме многу тешко кога ние живееме во гета. Ние живееме во заедници кои што за жал етнички не се определени. Кога нешто се случува во сопствената заедница, етничка, имаме многу голем проблем. Јас сакам да кажам дека нас се случи прв пат албанските носачи на јавното мислење да излезат по повод ставањето во Радуша на тенкот, како беше на некој командант, како беше. И сега, значи, темата беше дека тоа нешто е грдо и не е многу, нели, не е уметнички. Така, човек кача на тенк со пушка и така натака. И не беа баш многу. За тоа сакам да им честитам. Зашто тоа е многу ретко го гледаш кога во својот, нели, бидејќи во гета живееме, да не се лажеме, во својата заедница излегуваш и кажуваш нешто, па дури и дека естетски нечини, нели? Сакам да речам, не треба ни интелектуалците да ги делиме по етничка линија. Или пак интелигенцијата, треба таму сите да излезат. Извини, за нас етничките македонци. Да, значи ние имаме една предрасуда дека таму малтене е хоможен простор, дека за се исти. Јас на тоа, на пример, кажувам секоја чест тогаш излегува луѓето и рекоа се извинувам, ова нешто е навистина не е многу, нема никаква уметничка вредност. Кај нас, нели, ние се уште се занимаваме за тоа дали конјот со е убав, не е убав и така натака. Точно, немаме ние таков дел. Но зошто сме дојдени во ситуација да зборуваме албанските и македонците? Затоа што они така се самоидентификуваа, а токму со таа изјава сметам дека ја премавна разликата на гетата и апропо оваа дебата и тука некаде ќе треба и да привршуваме. Никола, дали сметаш дека интелектуалните елити имаат моќ да ги променат одлуките на политичките и на партиските елити во нашето општество? Добро, кај нас ситуацијата е таква како што е со децени, не е ништо ново, дека политиката е таа што креира све што обликува се буквално. Луѓето кои што сакаат критички да го обсервираат општеството, својот свет, Македонија, настаните овде кои што се, не успеваат баш доколку во одреден даден момент паднат во немилост на актуелна политичка гарнитура, да успеат со својата професија утре да обстанат, да речеме. Доаѓа до ситуација да изгубат работа, дури екзистенцијата е загрозена. Тука нема толкова публика, да речеме, па онда напише книга и од таа книга да може да живее 3-4 години, па да може слободно да кажува што мисли, што сака и така натаму. Дали ќе се променат работите, е значи прашањето. На подобро може да се надеваме, вака како што одат сега работите, јас не сум некој голем оптимист. Во принцип, кај нас луѓето се приклонуваат на мнозинството. Тоа е еден конформизам. Оваа ситуација сега поприлично подолго трае. Таа создава печаток на непроменливост. И оттаму предпоставувам, опозицијата вложува толков напор да ја ситуацијата жешти максимално, да ја подели работата на да или не, за да може да активира што поголем број луѓе да излезат на улиците, да се спротивстават. Се разбира тука водачи на секој отпор се мисличките луѓе, значи таа интелектуална елита, која што ќе треба да ги обликува, да ги артикулира причините за отпорот. Колку тоа успешно после политичарите ни своите настапи
на улиците, на плоштадите ќе успеат да го пренесат и ќе анимираат луѓе, зависи и од двете страни, односно од убедливоста на аргументите кои што ќе бидат пласирани. Дека они имаат моќ да влијаат на политичките елити, може би повеќе кога се тие во опозиција. А кога се на власт, мислам дека тука е тој таа можност многу помала. Луѓето обично кога се на власт сака да се опружат со луѓе кои што исто мислат со нив, луѓе кои што за секаква работа ќе им одобровалат, ќе им одобрат и така натаму. Така да луѓето што сака да мислат слободно апсолутно имаат многу стеснет простори, многу лоши услови за действување во Македонија. Меѓутоа тоа не значи дека тие не треба да се обидуваат. Напротив, ако сакаат да останат тоа што се, они ќе мора да го кажуваат своето мислење, кое што најчесто па е спротивно од она што е општо прифатено од јавното. Значи, тие луѓе обично одат против она што се вика матица, против ветерот, контра стадото. Тие луѓе обично делуваат сами, некојаш се премногу осамени во својата борба, некојаш треба многу долго време додека одредена идеја се свати дека во дадениот момент мнозинството, дури 90% имало да речеме консензус, дека било прифатено во даден момент да се заклучи спротивното, да се свати. Она се сватила грешката едноставно. Тоа се процеси на зреење на општеството, односно на сите нас како граѓани кои што го сочинуваме тоа општество. И она што го имаме ние во момент, тоа е сликата за нас реална, за која што можеме да анализираме од кои причини е ваква и онаква, ни се допаѓа или не ни се допаѓа. Лично, во принцип, да, сакам луѓе кои што ги бранат своите ставови. Би било добро да имаат можност тоа да го прават. Јас сум само загрижен дека кај нас можноста да се каже слободно своето мислење е се помала и таа ќе станува се помала како ќе се приближуваат изборите. Затоа што партиите ќе го диктираат тоа темпо. Оти тоа е начинот на мобилизирање на членството. Вие членството за да го дигнете од дома да гласа за едната или за другата партија, претпоставувам партиите тоа се знаат многу подобро, вие мора да најдете начин како да ги измотивирате. И сега најчесто тоа се случува преку сатанизација на другиот во наша ситуација. Меѓутоа, па, од друга страна, вака кога гледа човек, ајде да бидеме реални, опозицијата колку има па методи на располагање, колку е слободен просторот за дебатирање. Убаво е што имаме сега простор ние да може да разговараме, да мислиме, да кажеме што мислиме за овие работи. Меѓутоа, колку тоа го има на медиумите телевизиски кои што главно го креираат јавното мислење. Дебатата во Македонија е нешто што не виреело баш, ова не е плодна почва за дебатирање. Може би сега ситуацијата е полоша од она што било порано. И тоа е факт. И од тие причини претпоставувам е логично различноста да излезе на улица. Ако не можете во парламентот да кажете слободно што мислите, ако не можете на телевизиите да ги спротиставите ставовите, природно е на крај тоа да заврши на улица. И од плоштадите да се анимира народот, да се мотивира. Со тоа одредени луѓе ќе се согласат, одредени луѓе нема да се согласат. Меѓутоа, правото да се изрази отпор е суверено право на секој граѓанин апсолутно. На крајот ќе одлучат граѓаните во кого поверуваат, во чии аргументи поверувале. И така ќе оддаат свој глас и ќе одлучат дали ситуацијата ќе му се менува вака или онака, во овој или во оној правец. Луѓето кои што имаат што да кажат, од една страна постои страв тоа да го кажат, меѓутоа од друга страна па треба да бидеме реални и да кажеме дека и нема многу простор каде да го изразат своето мислење, без оглед на тоа што имаме мноштво медиуми. Кај нас главно се води монолог. Па и на социјалните медиуми постои отворена можност. Да бидеме реални за значењето на медиумите. Едно е телевизија која што има гледаност од 40%, друго се социјалните мрежи. Нема веќе со 40% гледаност ни една телевизија. Пример, зборувам, значи, суштината е во дебатата. Тоа е точно. Дали ќе ги викнете луѓето еден спроти друг да седнат и да разговараат, а не да морате
на едно место да гледате што кажал X личноста, за после да парате преку еден куп медиум Y што му одговорил на него. Тоа кај нас го нема. И опозицијата у оваа ситуација одбра сето тоа да го прави на улица, затоа што веројатно нема каде на друго место. Ако вие во парламентот го имате она што се случи, не можете да очекувате ниту таа брзо да се врати, ниту да попушти без одредено извинување, без одредена жртва од страна на власт. Јас немам против, ќе го поддржувам, го поддржувам правото секој да си го изрази своето мислење и да излезе надвор и да протестира и на тој начин да го дава отпорот. И ќе ги поддржам во основните, нели, права и суверените права. Но имам против кога мене ме сатанизира зашто не сум се приклучила кон нив. Нели, затоа што Тоа е поентата на тоа оваа е дебата. нели моето мислење. Не сакам во овој момент со таа група било кое, дали се политички така на така. Најпосле можеби имам друга алатка на кој што можам да направам влијание. Тоа е нештото кое што нели неселективност во однос на дебатата и во однос на аргументите кои ги Женета, спротивувам. ја мислам дека сатанизирањето доаѓа повеќе како реакција на емотивна реакција, затоа што ние живееме во една таква атмосфера која што е доминантна веќе подолг период. Добро, тоа е И така. веќе и емотивно се реагира во крајна линија. Ако сакате во оваа ситуација да ја анимирате јавноста, вие ќе употребите и претешки зборови кои што вообичаено не ги употребувате, за да можете да го предизвикате вниманието. Оти најмалото дете во семејството, најмалиот член, кој што никој не го слуша, на крај ако не почне да плаче, ќе заборават сите да му дадат да руча дента, може. Никола Джане, знам дека темата нуди уште многу дебата, се надевам дека таа ќе продолжи на социјалните медиуми и дека и гледачите ќе се вклучат, сакаме да го чуеме нивниот глас. Ви благодарам што бевте дел од првата тема на Зебра од новото студио. Гледачите ќе можат интегрално да ја погледнат емисијата на Алфа телевизија утре. Не, на Алфа во ќе биде сабота. сублимираното издание, а Така. интегрално ќе можете да ја погледнете на нашиот профил zebraonline.mk. Ви благодариме. На поканата. Благодарам.